Книгите се сведок на времето на човечките капацитети и напори да создаваат реални и имагинарни светови и да им пренесуваат на луѓето пораки за богатството на животот, меѓусебното разбирање и толеранција. Книгата е мисионер на светлината на знаењето, символ на цивилизацијската надеж, стремеж за напредок и диалог, што треба да го негуваме и браниме како суштина на човековото постојње. Се вели во годинишната македонска порака по повод Светскиот ден на книгата, што ја напиша писателот и министер за култура Роберт Алагјозовски, а ја прочита директорката на Струмичката библиотека. Денес, кога го прославуваме Светскиот ден на книгата, се поклонуваме пред медиумот кој векови наназад овозможува пренесување на универзалните знаења и искуства на човештвото за идните генерации и пред исклучително значење кое книгата го има за цивилизацијскиот напредок и она што сме денес. Книгите се сведок на времето, на човековите капацитети и напори да создадат реални и имагинарни светови и да им принесуваат на луѓето порака за богатството на животот. Годинава кога светската престолнина на книгата е Атина, наша недвосмислена желба е да ја прославуваме книгата заедно со нашите соседи и со целото човештво, токму во духот на мисијата што таа ја носи како градител на мостови на разбирање и диалог за создавање на заеднички вредности и подобра заедничка иднина, порача Алагјозовски. Директорката на библиотеката посочи дека струмичките читатели остануваат верни на книгата, но голем проблем е нивното враќање. Бројот на читателите расте. Со тој наш нов начин на работа, со фамилиарни уписи, цели фамилии се запишани во библиотеката и ме радува што јас не осеќам тоа што велат во другите градови, во библиотеките не се чита. Кај нас дефинитивно се чита, малку имаме голем проблем со невратени книги. Тука имаме проблем. Значи читателите знаат со години да не ги вратат книгите. Тоа ни е дефинитивно најголемиот проблем и се надевам дека овој апел ќе биде и тоа да ние ќе направиме една акција со која со мој потпис лице ќе оди од врата на врата сите картончиња што ние ги имаме, што ги поседуваме каде што читателот не ја вратил книгата, да успееме на некој начин книгата да се врати во библиотеката. Ништо не сакаме повеќе, само книгата да се врати таму каде што припаѓа од каде што е позајмена. Во одбележувањето се вклучија и учениците од Видое Подгорец со своја програма. Другарчиња, го слушнавте ли вие гласот на книгата? Ајде да земеме книга и да читаме. Видете колку книги има во библиотекава, кои чекаат да бидат прочитана. А и нашата учителка секојдневно совети ни дава. Ученици, користете компјутери за брза информација, но не заборавајте, книгата е најдобра, тврдам со гаранција. Никој од мојата улица неќе ни да поверува дека под мојата перница има книга волшебна. По повод Светскиот ден на книгата во библиотеката Благо Јанков Мучето книги донираа и жените од Унијата на ВМРО ДПМН од Струмица.